Струмичанецот Карамазов и криминалот од 15 милиони евра. 2 милиони евра злоупотребени од екс-раководството на МЕПСО за спонзори на спортски клубови. 70 милиони евра во канта за менување на трасата на автопатот Скопје-Блаце и уште 3,2 милиони евра потрошени од касата на Фондот за иновации за фантом проекти. Речиси половина милион евра државни пари злоупотребила и поранешната министерка за култура Костадиновска Стојчевска за изградбата на универзална сала. За само 2 месеци во јавност излегоа афери за злоупотреби на 100 милиони евра од државниот буџет од страна на двоецот СДСМ и ДУИ. Обвинителството е тромаво во постапувањето на аферите за украдени државни пари. Уште ги чешлаат ревизорските извештаи, тераат предистраги и чекаат на нови кривични пријави. За ниту еден скандал не отворија истрага под допрен глас, ниту некој заврши во притвор. Проектот за изведба на автопатот Скопје-Блаце е офатен со извештај на Државниот завод за ревизија, врз основа на кој се врши проверка од основното јавно обвинителство Скопје. За МЕПСО до овој момент нема кривична пријава. Отворена е постапка против поранешната министерка за култура, но во интерес на истрагата во моментот не може да дадеме повеќе информации во врска со случајот. Според последните информации, обвинителството за организиран криминал се уште го чува случајот за бизнисменот и кум на Вице Заев, струмичанецот Карамазов, во предистрага. Обвинителите се уште утврдуваат дали воопшто постои сомнение за кривично дело. Се анализира дали бизнисменот со помош на УЈП, финансиска и царина затаил данок и шверцал брендирана роба со што ја оштетил државата за неверојатни 15 милиони евра. Се уште трае предистражната постапка во рамките на која се обезбедува дополнителна документација и се вршат анализи. Последниот скандал поврзан со МЕПСО е вреден речиси 2 милиони евра. Фитнес и спортски клубови се офајделе со милиони државни пари од касата на МЕПСО за донации и спонзорства. Предходно, власта обвини дека МЕПСО отпиша долг од 14 милиони евра од должници се синот на Муса Џафери и други фирми блиски на СДСМ и ДУИ.